сите, би сакал да го честитам денот на туризмот. Како што напомена Даниела, туризмот се соочува оваа година со огромни предизвици. Се надеваме во наредниот период дека нештата ќе почнат да се движат во малку позитивна насока од ова како што имавме претходно, затоа што доколку продолжи пандемијата и продолжи ова темпо, приватниот сектор, нашиот сектор како туризам и угостителство ќе биде навистина ќе доживее вистински крах. Затоа целта исто така на оваа конференција е да се отвори една дискусија, да се предоцат проблемите кои што ги имаме и да се пристапи кон брзо решавање со мерки кои што ќе дадат краткорочни и долгорочни решенија од кои што секторот наш ќе има бенефит, а на крајот и целата наша економија ќе ја одржи, да кажам, на нозе. Исто така ќе биде побарано поголема координација и поголема соработка со ресорните институции и останатите институции, со коморите и со здруженијата, затоа што ако ја немаме таа соработка на повисоко ниво, ќе го изгубиме чекорот, ќе направиме застој и нема да можеме да ги решаваме проблемите како што ни доаѓаат. Дали досега имате доволно помош од државата? Досега имаше помош од страна на државата. Имаше мерки кои што беа во корист на бизнис секторот, меѓутоа истите треба да продолжат, истите треба да се следат и да се надоградуваат и на време ќе треба да се реагира за да истите се решаваат, затоа што проблемите се гомилаат и проблемите ќе треба да се решаваат многу побрзо и со голем слух према бизнис секторот, бидејќи тој реално ги кажува сите проблеми и сите недостатоци. На панел дискусијата, значи, ќе има доста размена на информации и након нашата комора и Сдруженијето при Стопанската комора на Македонија веќе има доставено официјални барања до ресорните институции. Истите ќе ги продискутираме и истите ќе бидат изложени на јавност. Пошто јас доаѓам од инкаминг секторот, јас би сакал да им го честитам празникот на сите колеги кои што навистина во овие тешки времења жилаво се бориме и навистина сум горд со сите што успеавме до моментот да се задржат во најголем дел скоро и сите работни места и да продолжиме со истото темпо за да не се изгуби чекорот. Јас би сакал да напоменам дека и покрај пандемијата секторот не треба да се заборави дека секторот последниве 10 години интензивно растеше. Навистина имавме завидни резултати на регионално ниво како сектор и дека тој чекор треба да се продолжи. Јас би сакал да истакнам дека многу важен момент ќе биде откако ќе заврши пандемијата сите да се фокусираме во уште поголема промоција на нашата држава, затоа што тука зборуваме за целиот пристап е регионален пристап и ние не смееме позициите што сме ги извојувале како оператори, како туристичко стопанство во регионот да бидат изгубени. И тоа клучот за тоа ќе биде инвестирање во поголема промоција од страна на сите. Приватниот сектор заедно со државата, целенасочена, таргетирана промоција на одредени туристички пазари од кои што ќе добиеме најголеми резултати. Тоа би сакал да биде пораката после овој. Сега сме во период на преживување, но ние веќе треба да размислуваме на рекавари периодот кој што се надевам веќе од јануари-февруари ќе можеме да гледаме во посветла иднина и дека наредната сезона ќе можеме да ги вратиме странските туристи во нашата држава и во регионот. Пошто ние навистина не е експонирано толку во јавноста, но имаме навистина многу солидни туроператори македонски кои што оперираат локално и регионално и тој тренд треба да се задржи, тој тренд на раст треба да се задржи и сметам дека многу скоро со една заедничка работа ние можеме туризмот да биде исто како што е туризмот значаен за Словенија,
што може да биде и за Македонија. Во име на бизнис асоциациите кои што се вклучени во денешната конференција, сакаме да прво да упатиме една честитка на овој светски ден на туризмот, кој што оваа година за жал се одбележува во, може да кажеме, едно црно светло, бидејќи овој сектор е еден од најпогодените во согласно оваа светска економска криза, која почнува како здравствена и нормално има ефекти сериозни врз економскиот сегмент од работењата. Денес организираме заедно со Министерството за економија и со швајцарскиот проект ИФОРИ, образование за вработување, една конференција, чија што цел е да поттикнеме како и во услови на криза, но и следејќи перспективата на развојот на оваа дејност, докажеме што е тоа што треба да се направи заеднички од сите чинители во државата, за да обезбедиме повисок импакт на овој сектор во извозната структура, а бизнис секторот е тврди и е сигурен дека тоа може да се постигне. Меѓутоа потребни се заеднички чекори и мерки за да тоа го реализираме. На денешната конференција сакаме да ставиме акцент на 3 сегменти кои што како бизнис сектор ќе ги порачаме од конференцијата. Тоа е дека се потребни брзи и интервентни политики за поддршка преку промоција и субвенционирање на секторот. Второ, дека се потребни системски промени преку стратешко позиционирање, интегрирање во една институција која ќе овозможи подобри услови за функционирање на секторот и изработка на еден нов комплементарен закон кој што ќе ги соедини сите сегменти од туристичкото работење, се со цел да обезбедиме поголема видливост, поголем импакт и поголем девизен прилив од овој сектор. Јас од мене толку. На денешната конференција ќе имаме 2 панел дискусии. Би ве поканила оние што имате можност да останете да ги проследите дискусиите, бидејќи навистина се содржински, темелни и имаат порака кои што се надеваме дека заедно со институциите што се надлежни за носење на законската рамка ќе бидат имплементирани во следниот период. Ова кореспондира и со денешната владина седница, каде што веќе се расправа што се однесува до 4-тиот сет на економски мерки. Ние веќе сме ги направили последните консултации со сите чинители во туризмот, каде што се предвидени неколку мерки што се однесува до туризмот, почнувајќи го од покривање на платите, но и до еднократна помош во зависност од тоа колку загубите на туристичките агенции, туристичките водежи, но истовремено и во угостителскиот сектор. Министерството за економија секако дека ќе продолжи да соработува тесно со чинителите во секторот туризам, се со цел да пребродиме оваа криза заедно и да има што помалце последици што се однесува и во секторот, но и во економијата во целина. Министра, значи премиерот Заев кажа дека е неуставно и дека нема потреба од субвенција за вработување на малцинските заедници во приватниот сектор. Дека вие кажавте дека тој лажи или која кажа вистината, вие или премиерот? Сите ја кажуваме нашето мислење, ние живееме во демократско општество, јас се повикувам на владината програма, дали е уставна или не, тоа ќе го утврдат правниците. Ние ќе поставиме согласно владината програма и како Министерство за економија, но главно ми како влада. Има ли субвенција? Тоа ќе го видите со наредниот буџет на 2021, кој согласно законот треба до 15 ноември да се прати во собрание. Дека таа тема како интересувано како не сум подобро прецизно да ја вртиме, да или не? Значи се прави буџетот за 2021 година и во моментот кога ќе го објавиме, таму може да видите дали ќе има такви субвенции или не. Ја како министер за економија стојам на тоа дека таква мерка треба да има.